Кратци и вандали оперираат постојано во некогашната модуларна болница во Штип. За време на ковид пандемијата болницата се користеше за пациентите, а денеска наместо лекари во неа може да се забележат само кратци. Вратите разбиени, дел од инвентарот оштетен, друг дел го нема. Однесени се бакарни цевки во должина од 20 до 30 метри, а имало обид да се украде и бакарна цевка од боца за кислород во газ централа, што го снабдува инфективното оделение. Таа е мета на вандалски действија. Неколку пати е обивана, внатре значи има и доста оштетување на инвентарот, на вратите, на климите. Дел од климите се извадени и се поставени во магазин за да не продолжат со понатамошно оштетување. Наместо да биде мета на кратци, идејата е модуларната болница во Штип да се пренамени за мој термин амбуланти. Директорот Захариев посочува дека оваа можност веќе се разгледува, за да може овој простор соодветно да се користи да не биде оставен на работ на времето. На тој начин нема да биде на листата промашени инвестиции, туку ќе се користи за потребите на пациентите. Мојата идеја со довеѓањето беше ако може да пренамениме болницата, модуларната болница да бидат таму амбуланти кои што би работеле мој термин. Всушност сите мој термин амбуланти да бидат таму сместени. Во разговор со заменик министерот кој што беше пред десетина дена на посета во болницата, се заложи да испита целата ситуација какви правни можности имаме за да се таа модуларна болница пренамени. Во Кочанската општа болница со проширена дејност не се забележани кражби, разбиени врати во модуларната болница, но и таа стои неупотребена, вели новата директорка доктор Кристина Серафимова. Земне телевизијата посочува дека оваа болница сакаат да ја пренаменат за амбуланти, но чекаат дозвола од страна на Министерството за здравство. Пред 3 години во 16 града во државата беа отворени модуларни болници, а нивното поставување државата ја чинеше околу 4 милиони евра. Модуларната болница на инфективна клиника ќе му припадне на Министерството за одбрана, а потребна е болница и во затворот Идризово. Министерот Таравари при посетата на Штип посочи дека алтернативна употреба ќе се пронајде и за модуларната болница во Штип.